Едноставно во такви ситуации, во тој конкретен случај Игор Ангелов почна да импровизира нешто вон текстот што воопшто никој не очекуваше дека ќе го каже и едноставно не беше издржливо тоа и он самиот не можеше да издржи. И го снимивте на крај според сценарио или според неговото, тоа што беше пресмешно. Што го врти филмскиот свет? Зошто македонските филмови се толку успешни и покрај скромните буџети со кои што располагаат? И дали конечно ќе дочекаме македонска серија на Netflix? Многу прашања кои што заслужуваат одговор, а секако ќе зборуваме и за вештачката интелигенција кога се работи за филмот и дали таа може да ги замени артистите, сценаристите, шминкерите и целата онаа машинерија која што е потребна за да се создаде едно одлично филмско издание. И овој подкаст е поддржан од податоци од Сдруженијето за истражување и анализи ЗМАј, а оваа епизода е поддржана и од проектот на USAID за млади кои активно создаваат можности. И за да не ви правам јас филмови, викнавме една девојка која што е одлична во тоа, режисерката Дина Дума, чиј филм е првиот македонски филм кој што во моментов е на Netflix. Здраво, Дина. Здраво, Јована. Како си? Супер. Ти кажи? Што го врти светот на филмот? Светот на филмот, парите. Идеите, креативноста, добрите автори. Па добро, ама и ние имаме добри автори, ама некако на моменти како да ни недостасуваат пари, а сепак и со тие мали буџети кои што ги имаат македонските режисери и македонските продукции успеваат да направат ретко големи успеси, дури ако се погледне европскиот филм како таков. Она што ми е интересно кај тебе е дека твојот прв долгометражен филм станува и прв македонски филм на Netflix и за прв пат нели нешто содржина која што е на македонски јазик може да ја види таа публика, а дел од таа публика сме и сите ние. Па како изгледаше тој процес да дојдеш до Netflix и како одеше комуникацијата, ти комуницираше или пак некоја добра спремна продукција? Па вака, во принцип, секој филм од кој ќе се направи, од кој ќе заврши тој долг процес на продукција и постпродукција, треба да дојде еден тим од селс агенти кои ќе го продаваат после филмот. Што значи тоа? Тоа значи дека ќе го пласираат на фестивали. Тоа значи дека ќе го продаваат на платформи и во мојот случај тоа беше Netflix. И беше супер ситуација затоа што беше COVID. Во суштина многу помогна тоа што беше филмот на Карлови Вари и ја освои таа награда и некако привлече внимание. Меѓутоа и се одлучивме на таков тип на дистрибуција токму поради тоа што во киносалите имаше ограничување во тој момент мислам дека на 40% од публика. Да, и речи си многу малку луѓе одеа во кино од страв покрај ограничувањето. Апсолутно. Многу не одлучуваа сепак да останат дома и да си пуштат нели филм на некоја стриминг платформа. Апсолутно, мислам дури јас не одев во кино затоа што ми беше страв. И можам да разберам дека многу од луѓето не одаа нормално. И некако кога дојде таа понуда од Netflix, сите бевме фасцинирани и срекни затоа што во суштина бевме свесни дека така филмот ќе се гледа не само нели во Македонија, меѓутоа и за локалната публика, затоа што нормално многу повеќе ќе го видеа во тој момент на Netflix него ли во кино. А имаш некоја информација колку луѓе до сега го виделе? Немам, се надевам дека на крај на година многу ме интересира колку го виделе. Добро, сигурно тоа ќе влијае и некако на твојот хонорар. Мене ми е интересно дека кога за прв пат го добиваш финансирањето за филмот, ти всушност се откажуваш од сопствениот хонорар во надеж дека ќе направи некој успех филмот во тој момент, нели? Не знаеш. Тоа е редовна пракса да се откаже режисерот хонорар за да направи филм? Па за жал, многу чисто се случува кај дебитантите. Или добиваме некој многу мал хонорар или никаков, па
на тој начин некако сакаш да нешто да направиш со филмот, па се надеваш дека следно ќе биде подобро. Тоа е само затоа што буџетите за дебютанти се многу мали. Не само кај нас, мислам, тоа е пракса и во соседните земји. Така и со тие буџети често правиме чуда, иако не треба да се навикне, да речеме, филмската фила дека континуирано ќе недостасуваат пари. Што значи мал буџет во филм? Ако сакам 2000 статисти, некоја масовна сцена, имам, например, пари за двајца, предпоставувам. Објасни ми малку што значи кога ќе ти речат супер е сценариото, реализирај го, ама еве многу помалку Па пари. добро, да, тоа значи дека имаш мал буџет, значи ти со тоа сценарио што си го напишал и што си го смислил, немаш буџет да го снимиш и сега тука треба да си малце креативен. Како да извлечеш најмногу од тоа што го имаш, со тоа што располагаш, што некогаш е супер затоа што те тера да бидеш многу покреативен. И кога си почетник, мислам дека и не е нешто лошо. Да, и таа креативност, не знам, јас дури си размислував кај одредени режисери кај нас како инат да раѓа и дека еве сега имам можност да создадам, сега ми се дава некаков буџет и од тоа ќе извадам максимум, па можеби за тоа и таквиот мајндсет ете и тебе, ама и многу други ве натерал да направите нешто добро за старт, па понатаму следните филмови да ги финансирате, се надевам полесно. Па да, така е, затоа што ти кога, мислам, во нашава земја, кога снимаш филм, без разлика дали си почетник, може да си многу поискусен, не знаеш кога пак ќе го снимаш следниот филм. Може за 10 години, може никогаш повеќе, може за 1 година. Едноставно, таква е оваа индустрија и таква е земјава, нестабилна. И едноставно, кога правиш филм, го правиш секогаш како да ти е последен. Мислам дека веројатно Што има живееш кога не правиш филмови? Оф, Ако ти требаат 10 години, сепак нели да, мора да се јаде, пие се. Кога веројатно ти треба 10 години, не е дека тебе ти требаат, него едноставно некоја ситуацијата е таква да немаш да го isfinansираш филмот. Меѓутоа има разни опции и можеш да работиш разни работи кога си режисер. Креативните индустрии некако стануваат се повеќе на цена, па ја се надавам дека нели секогаш ќе има опции за оние кои што се бават и занимаваат со нешто такво да работат. Кога сме кај креативност за искористување на буџет, не знам дали си го видела, ова се вика This person doesn't exist. Ќе пробам натака да го покажам, а и на кај тебе. Што е идејата? Всушност, можеш да најдеш некакви ликови, луѓе, и сега, ако се рефрешира страницата, повторно ти излегува нов човек. Ја рефрешираш, нов човек. Ќе продолжам, нема за секогаш, ама еве 4 пати и цело време генерира нови лица кои што всушност не постојат. Првично е направена за да ни покаже колку лесно е да се генерираат лажни профили, колку лесно е да се направи лажна вест или некој да ве додаде за пријател, па дури да се спријатели со вас со некоја задна намера да си генерира профилна слика вака. Нема зошто да не веруваме на оваа жена со наочари. Меѓутоа, во однос на филмот, прашањето ми е колку новите технологии, ова е многу и подобрено со појавата и поголемото користење на вештачка интелигенција, колку ваквите технологии можат да помогнат кога ни недостасува буџет за масовни сцени, за статисти и така натаму. Не е тоа идеално решение, ама колку може да биде тоа? За сега не е до толку напредното да кажеме да можеш ти да генерираш со еден клик 100 статисти, тоа да биде све нели во движење, затоа што ова е сепак слика и е многу поедноставно да се изгенерира, но гледаме во колку кратко време имаме напредок на целото и е навистина и од една страна е фасцинантно, меѓутоа од друга страна е застрашувачки, би рекла. Да, и мене ми е страшно. И сега не е тоа за движење, само малце, не е сосема точно. Еве, например, пробај го ова. И потоа ќе ти кажам зошто баш овој филм.
Како си изгледаш во форма на аватар, сите некако се поубави зелени, неверојатно. Јас сум гледала некои сцени од снимањето на филмот, каде што тие се движат со едни точки на нив и специфични костими, и потоа сето тоа се анимира и се претвара во на реалност од ефекти и свет кој што практично не постоја, во кој што живеат главните ликови на филмот. Дали мислиш дека сепак за недолго време многу работни позиции во филмот ќе бидат под закана од исчезнување благодарение на овие технологии? Па не мислам, затоа што знаете како да, технологијата многу е леснува и за вакви филмови како што е Аватар конкретно. Олеснува да тие ефекти се направат. Меѓутоа сепак секогаш на тој сет ќе требаат сите тие луѓе кои работат на тој сет, ќе требаат сите тие креативци кои работат, затоа што самата технологија не значи ништо доколку нема некој што ја креира. Мислам дека нема да се изгубат, но ќе има нови позиции. Различни? Па да, затоа што Ќе имаме програмери во филмот. Да. Затоа што јас, например, како режисер, не знам да ви скреирам, не знам ова да го направам. Нели? Мислам, добро, ова е многу базично, меѓутоа кога снимате на грин скрин, ви требаат многу професионалци кои тоа многу добро го знаат и кои ќе гарантираат како тоа ќе изгледа, затоа што тоа малку да не е добро направено, веднаш го забележува гледач. Гледач го забележува, јас не забележав кај е Ришмена кога дискутиравме со тебе за тоа како изгледало лицето како на млад човек, а телото како на малку постар. Ти забележуваш, значи професионалци сепак секогаш ќе бараат на дури подсвесно грешка, ама мислам дека и публиката дури целосно се замени се теоретски. Публиката ќе бара да види луѓе, да види кој е тој актер кој што се појавил, да види кој е режисерот кој го смислил филмот, да го има тој човечки сегмент и не верувам дека целосно тоа ќе се изгуби, иако има и поапокалиптични сценарија. Сега да се вратиме на оваа нашава приказна, особено приказната на сестри која што ти ја создаде. Како дојде до тоа? Тој период беше некако хит да се создаваат средношколски филмови, серии и слично. И меѓу другото, тука се појавува и сестри од кај нас и тој доаѓа на Netflix. Во истиот период ги имаме Еуфорија, не знам, Елит и така натаму. Дали следеше тренд одреден, па го вклопи филмот во тој тренд, или пак е нешто што тебе лично ти значеше да го направиш како тема, затоа што темата на сестри ги погодува и денешните генерации, ама почна некако во нашите генерации. Да, па да ви кажам, општа не пратав никаков тренд, него тргнав од нешто што е мое лично, што го познавам добро, што мене ми се случило, што сум го искусила и додека го правев филмот, додека го пишував, додека го смислав, воопшто не мислев дека ќе заврши на Netflix. Во ниеден момент не помислев дека, мислам, тогаш не постоеше Еуфорија или било од кои тие серии. И не помислев дека во исто време може да излезе мојот филм на таква платформа со точно тие серии. Добро, значи малку и среќа играше. Сигурно да, секогаш тој мал процент на среќа е многу важен да се направи место во право време. А која е личната приказна? Што е тоа што те натера да го направиш? Јас нешто и сум видела, ама мислам дека е добро да повториме, дека се работи сепак за филм кој што е поттикнат од вистинска приказна. Да, точно тоа многу пати го имам и кажувано, меѓутоа добро да се повтори секако, затоа што тоа филмот е инспириран всушност од вистинска приказна која што се случуваше во нашето училиште. Јас кога бев средно, значи тогаш само што се појавија телефоните и камерите и социјалните медиуми и значи една девојка со еден дечко беа интимни, некој ги снимаше. И тоа видео заврши буквално на сите страни. Може би ти памтиш, затоа што сме, мислам, слична генерација. И дури на вести се збореше за тоа. Значи,
Баш беше еден голем скандал затоа што може беше меѓу еден од првите. И се мислам дека младите сега тоа многу почесто им се случува. Па многу почесто, нели, ние и самите видовме што се случи со јавна соба и со ред други такви групи, кој знае уште колку приватни такви групи има и не само на младите, секаде каде што има технологија, а нема некои морални вредности, етички, што можеш да му направиш на другиот и дека не смееш на тој начин да му наштетиш, се случува тоа. Јас знам ситуации каде што во училиштата и наставнички ги сликаат, снимаат, објавуваат. Мораме малку да работиме на таа свест и мислам дека филмовите и особено твоите филмови секогаш ја имаат нишката на социјалната одговорност и нешто да научиме, не само да го изгледаме и да уживаме, нели, во филмот кој што го создаваш. Сега, веројатно, тоа да правиш општо добро ти доаѓа и затоа што си од докторска фамилија. Кога дојде тука, интересно беше дека веднаш реакцијата на дел од тимот беше што е докторот дума, како се поврзани и така натаму. Како реагираат твоите кога им кажа дека се одлучуваш да работиш режија? Колку им беше јасно затоа што доаѓаат од сосема друга област и фела? Па им беше доста неочекувано и беа доктор? многу беа многу изненадени. И на почетокот така муабетот беше Дина, нешто снима таму, некој филмчиње нешто прави. Меѓутоа мислам дека после некој време се навикна и мислам дека се горди. Што им рече, јас сепак сакам да гледам вештачка крв. Ова друго Да. не мора. Не мора. Добро. Зашто е следниот филм кој што го подготвуваш? Прочитав дека, ме дискутиравме дека си била во Париз за да го подготвиш и самото сценарио. Тоа е на некој начин центарот на европската кинематографија. Како изгледаше тоа и ти живееше неколку месеци практично таму. Успеа не само да создаваш или да бидеш на некоја кратка обука, туку 8 месеци помина или така нешто? 5 месеци. 5, Да. се извинувам. 5. Да. Па да, значи спремам нов филм. Се вика Скејтањето не е за девојчиња. И не смам премногу да откривам. Ќе дојдете да го гледате во кино, се надевам наскоро. Мислам наскоро, последните 2 години. И меѓутоа ќе кажам темата, обработува тема за малолетнички бракови во Македонија. Да, имав среќа да ме примат во Канската резиденција, тоа е резиденција на Канскиот филмски фестивал, каде што престојував заедно со уште 5 режисери од целиот свет, каде што имав можност да и време и простор да го работам сценариото, каде што имав и стручна помош, што е навистина прекрасно во таа фаза рана фаза на напишување. Имав можност да споделам искуства, бев гостин на Канскиот филмски фестивал 10 дена, имав можност да отидам на сите премиери, да ги видам сите нови филмови. Подобро не може да биде. Да. Да го презентирам проектот во Кан и да соработувам со прекрасни луѓе. Едве чекам да го гледаме филмот во кино и сигурно ќе го гледам. Јас исто. Ама во овие 2 години ти планираш веројатно да остариш 15 години, зашто ми прати една фотографија од тебе пред снимање, средена сесија одиш на пред и последен ден од снимање како изгледа. Не, тоа не беше ни последен ден. Немам слики од последниот ден, пошто забранив да ме сликаат веќе, ама тоа беше третата недела. Не смее да се слика последниот ден. Режисерот забране тоа. Да. Освен со професионална шминка. Ета со Или тие што филтер. ми ги пушти филтрите, може. Гледаш има некој плюс од филтри, ама после се враќаш во нормала, веројатно. Па после некое време, од кога ќе се наспиеш, кога ќе завршиш филмот, ќе го измонтираш, ќе Си сфенираш. па џабе е понекогаш фанирање, кога ќе помина време, од кога е завршен филмот, се враќаш нормала и се спремаш за следниот. Освен на филмски сетови, си работела и на сетот на можеби
не е единствена, ама најпопуларната серија кај нас последниве години на Преспав. Како изгледаше тоа искуство, да работиш со актери какви што таму се појавуваат, да работиш проект кој што е за широка публика и кој што успеа да допре до широка публика, иако обработуваше често теми кои што до тогаш кај нас некако беа табу и забранети. Како беше да се работи на Преспав? Прекрасно. Мене ми е Преспав многу драг проект и многу ми е драго што имав шанса да влезам таму и да снимам. Се спремаме за нова сезона. И некако снимањето е многу релаксирано. Мислам, многу е напорно затоа што снимаме многу, една епизода можеби не знаеш, ама се снима во еден ден, што навистина е многу напорно. Меѓутоа стварно е олеснителна околност тоа што создаваме хумор. Така што е на моменти е многу напнато, меѓутоа секогаш има момент кај што сите се смееме и не можеме да престанеме да се смееме и навистина тоа е реткост и е прекрасно. Ги гледавме оние блуперси, односно зад сцената што се случува и многу ми е интересно, ти ми прати едно видео, на видеото може да се види неколку пати како се обидувате да ја снимите истата сцена, ама е невозможно, затоа што се газите од смеење. Мене ме интересира еден што се случи, за да биде тоа толку многу смешно за вас. И второ, дали сметате дека е фер кон тие што се таму и работат и планираат Ама да се и они се смеат. Затоа што едноставно не е возможно, цел сет се смее, не се смеат само актерите. Кој е најсмешен? Ако можеш да Сите се прекрасни, сите се многу смешни. Едноставно во такви ситуации, во тој конкретен случај Игор Ангелов почна да импровизира нешто вон текстот што воопшто никој не очекуваше дека ќе го каже и едноставно не беше издржливо тоа и он самиот не можеше да издржи. И го снимивте на крај според сценарио или според неговиот, тоа што беше пресмешно. Добро, супер е што имате таков тип на актери кои што се подготвени во секое време и да импровизираат, ама и се крајно професионални. Јас барем ако сум имала можност да работам со некои актери кои што кај нас се популарни, за мене било воодушевувачки какви професионалци се тие, дека се на време, дека се крајно интелигентни, веќе знаат што прават, не знам. Сите се прекрасни, сите се многу талентирани, многу се посветени на работата, многу го сакаат тоа што го прават и многу ми е криво дека толку ретко се снима, дека толку ретко добиваат сите актери шанса за дури за серија од типот на Преспав што не е филм. Да. Меѓутоа многу ретко се добива шанса, а имаме навистина многу талентирани актери. Одлични актери. Имаше една многу убава реченица што ја искористи една новинарка на некоја утринска програма. Баш кажа, сакам да ги гледам актерите, не само да ги слушам, затоа што голем дел од тие актери кои што синхронизираат во моментов серии се врвни актери кои што ако ги гледаме уште повеќе ќе ги сакаме сериите. Колку мислиш дека е потребно во однос на пари, еве тебе колку би ти било потребно за да направиш една серија? Па тоа повеќе прашање за продуцентите, меѓутоа имам некоја груба слика, од прилика за една серија од типот како што е, значи не зборам са како Преспав, зборам некоја по, да кажеме, со 40 минути. За Netflix. Не за Netflix, ама да кажеме со 40 минутна содржина е потребно околу 1 милион за македонски услови. 1 милион евра? Да. За тебе? Не за мене, за целата продукција. Мислам, веројатно нема да ги одбиеш ако се за теб. Тоа не звучи така многу, особено ако се земе во предвид фактот колку многу луѓе и колку долго треба да работат за тоа да го создадат и да го направат квалитетно, но она што е плюс е дека конечно Македонија има можност да ги комерцијализира своите продукти од типот на серии и слично, затоа што со помош на тие стриминг платформи веќе добивме можност да продаваме наша продукција надвор многу повеќе отколку порано. Но 1 милион ако се земе како дел од македонската индустрија филмска е многу затоа што 15 милиони евра е целата индустрија според Евростат се овие податоци, од кои што само 20% доаѓаат од државни фондови, а се останато
доаѓа на некој друг начин, дали се тоа светски, странски фондови, како може да се финансира филмот, каде се може да обезбеди средства еден автор, еден продуцент, режисер или практично целата екипа, верувам дека се активира во барањето на финанси за да сними квалитетен филм покрај агенција за Во филм. принцип, режисерот не собира пари, значи не се бави уопште со тој сегмент. Што не одите на состаноци за тоа? Чисто Одиме на пичензи, на презентации. Меѓутоа, продуцентот оној кој што проценува колку пари се потребни за тој филм да се сними. Сега во Македонија и во Европа постојат државни фондови кои што финансираат проекти од сопствената земја, меѓутоа финансираат и копродукции кои што се од странство, за на тој начин да некако можеме да добиеме креативци, креативна енергија од буквално цела Европа. Практично има можност дел од финансиите да се обезбедат преку агенцијата, дел од меѓународни фондови и предпоставувам приватниот сектор, иако кај нас ретко се финансира. Кај нас ретко има приватен сектор кој што е спремен да вложи во филм. Во серии предпоставам дека повеќе би вложил, меѓутоа не сум слушнала за конкретна ситуација, освен ева приспав да некако некоја серија се isfinansira од приватен сектор. Во суштина останува, односно не останува, него мора да имаш ти дома од агенцијата за филм, мораш да имаш пари за ти да после понатака бараш дополнителни финансии во фондови во Европа. Условото ти дома да си подржан. Така. Јас исто верувам дека треба да ни биде на некој начин и како цел, како држава, да финансираме повеќе култура и повеќе филм, повеќе серии, заради тоа што кога зборуваме за македонски јазик, а сега често се зборува тоа и најчесто се вртиме кон политиката, меѓутоа во реалност филмот и културата се оние кои што во моментот го држат жив јазикот на некој начин и ете ако ги гледаме децата како зборуваат, можеме да видиме дете кое што пораснало со странски цртани или со македонски цртани, затоа што слушаме како зборува практично. Често имаме примери каде што децата и не знаат да зборуваат добро македонски или зборуваат како дојденци, затоа што тоа не е јазикот кој што го конзумираат преку најразлични содржини. Апсолутно, нема никаква содржина, посебно за деца. И тоа ми е многу криво, затоа што јас се соочувам моментално со тоа. Правам кастинзи, сум во контакт со помлада генерација и гледам дека всушност воопшто не зборуваат македонски јазик. Него повеќе знаат англиски, подобро знаат англиски и тие англицизми многу се употребуваат во македонскиот јазик и навистина ми е жал што тоа е така. Дина, секогаш кога зборуваме за кино и филм, македонците помалку одат во кино од странците, меѓутоа исто така и кога одат да гледаат филмови, многу почесто гледаат меѓународни светски бум хитови, а поретко наши. Не велам дека публиката е крива, за мене никогаш не е крива публиката, како да ја натераме да дојде во кино? Повеќе промоција? Да. Мислам дека исто така не е достапна киното за секого, бидејќи картите во киното се многу скапи. Мислам дека тоа е прв проблем што го гледам. Градското кино не е веќе функционално, како што знаете, можеби не знаете, меѓутоа проекторот што го има, лампата изгора и сега практично филмовите се пуштаат како по ТМП4. Така што немаме градско кино, значи мораме да идеме во Синаплекс. Во Синаплекс за да одиш ти требаат, не знам колку кошта билето, 350 динари, може и 400, зависи дали ќе гледаш 3D или нема гледаш 3D. И тоа е без нема да отидеш пуканки, сам, да, без пуканки, нема да отидеш сам, нели сакаш да отидеш со некого. И тоа за една фамилија може да стигне до 2000 денари одење во кино, до 3000 денари. А од друга страна, зошто баш блокбастери? Мислам дека во еден период во Синаплекс конкретно
имаше еден тренд да пуштаат европски филмови или филмови кои што беа фестивалски артхаус филмови. И јас одев нормално тие ги гледав, меѓутоа во салите немаше никој. Бев буквално сама, што мене беше супер. Меѓутоа Ама сигурно е неисплатливо. не е исплатливо, меѓутоа исто така мислам дека не ги рекламираат тие филмови. Значи, јас имам навика да отварам и да гледам што има и ќе начекам нешто, ќе се изненадам, ќе отидам. Меѓутоа тој тренд заврши затоа што немаше публика во салите, едноставно. Маркетингот нормално е да привлекува и е многу важен за да ја привлече публиката во кино, затоа што никој не станува наутро, па првиот проблем да му биде на кој филм ќе отиде. Мора некој да не подсети дека има филм, дека има ваков фестивал, дека има можност да видите и нешто различно, може би луѓе едноставно сакаат да видат нешто што не можат на Netflix да го гледаат или да го даунлоудираат од некаде, така што ваквите фестивали и ваквите чекори се секогаш добри, меѓутоа често се заборава оној буџет за маркетинг и промоција. Иако во светот тој, барем од она што го читав, а е врзано со филмот, често буџетот за промоција е еднаков колку буџетот на филмот. Само за да стигне до толкава публика и таа да ја подсети да дојде во кино. Апсолутно, тоа е многу важно затоа што ти има и најдобар филм на светот, меѓутоа ако не се изрекламира, затоа што ние во моментов живееме во една море од информации. Ти не знаеш што поправо да изгледаш, кој филм поправо да изгледаш, која представа, дали да идеш на концерт, дали оваа музика да слушаш, значи буквално цело време сме бомбардирани. Ако некој практично не ти донесе на тацна, дојди и гледа овој филм, многу се ретки луѓето кои што тоа го пратат на вистина и што ќе отидат за жал, што ќе отидат тоа да го погледнат или да го слушнат тој концерт или. Да, ама и ковидот некако не одвикна од одење во кино. Апсолутно. Зошто? Се навикнавме дека прво седиме дома, гледаме филм. Второ, знаеме сите, буквално, значи без разлика на возраст веќе знаеме како да си најдеме нешто на Netflix што не интересира. И еве пример кај нас конкретно, според Државен завод за статистика во 2019 година, пред ковидот, 539.218 луѓе отишле во кино или имало толку посети, додека таа бројка се уште не може да се достигне до денес, до последните податоци со кои што располагаме, не можеме да се вратиме на она што било пред ковидот, затоа што се одвикнавме од одење. Па верувам дека и самата таа индустрија мора некако да се сплоти околу подсетувањето на луѓето зошто е убаво да се оди во кино. Киното нели не е само гледање на филм, туку е целото доживување, да се отидете со семејството, со партнерот, со друштво да се гледа, па потоа се зборува за тој филм. Многу повеќе од само гледање на филм во пижами. Апсолутно. Меѓутоа мислам дека ќе требаат години за публиката да се врати. Пред се како што кажав и преска, мислам дека таа финансиска криза во која што сме моментално е голем фактор и се поскапе. И се поскапе и киното поскапе. И секако дека за жал во моментов да одиш на кино представува на некој начин некаков луксус. И тоа е главен проблем. Не е достапно за секого. Генерално представува луксус да си дозволиш се надвор од она што ти се редовни трошоци. Јас имам една теорија и таа не е моја теорија лична, туку тоа е како функционира економијата. Ако ние имаме потрошувачи кои што се богати, ќе имаме и филм, ќе имаме и мода и така натаму. Има многу индустрии кои што зависат од куповната моќ на граѓаните. Кај нас, за жал, куповната моќ не е многу голема. Ќе те вратам на малку повесели теми, односно малку пострашни теми, ако воопшто има. Кога го снимавте Сестри, има една сцена на која што актерките скокаат од карпа на матка. Тоа е нешто што јас сакам за себе да верувам дека, или барем кога сум била на таа возраст, дека не сум имала многу страф од вода или од скокалници, ама никогаш не би се осмелила да скокнам од матка. Како не ви беше страф? Па ужасно, мене барам, ми беше ужасно страф, затоа што дополнително јас имам и страф од висина, а крапата беше прилично висока. Тоа си остарала до крај. Да. И кога се снимаше тоа, јас буквално не спиев претходната вечер, бев многу нервозна.
Пред самиот момент, буквално, само чекав да помина. За среќа, секако тоа не беа нашите актерки, него беа каскадерки, кои што се професионалци, кои што веќе неколку пати, не неколку пати, него тоа има секојдневија, рипаат од карпи, меѓутоа рипаат од авиони, не знам од кај све рипаат, едноставно. Зарем има такви каскадерки кај нас? Да, има. Или ги донесовте? Од кај нас? Има, тие конкретни беа од кај нас, бидејќи требаше да бидат млади и да личат малку на нашите. Епа Холивуд ако слуша, мислам холивудските продукции ако слушаат, имаме и каскадерки. Одлични. Добро, и само гледавте висината да биде иста или мора да личат совршено на актерките? Како се одбира? Бидејќи беа снимани од позади, требаше барам телото да им биде слично како на нашите актерки. И понатаму са не можам да ви откриам сите тајни на филмот. Шминка и фризура. Да. Се зезам. Сега имавте вие покрај каскадерките, имавте и дублерка. Јас баш гледав едно интервју каде што зборувате за сестри и она експлицитна сцена која што ја снима една од актерките, таа е прекрасна, меѓутоа и самата кажува дека пред таа сцена никогаш не ни бакнала момче, значи било многу таков еден момент специфичен за неа и вие одлучивте да одите со дублерка, што е многу фер. Како ја создаваш таа доверба меѓу тебе и актерите, за да може да ти веруваат до тој степен дека нема да се почувствуваат лошо дури ни во ваков тип на сцени? Да, кога работам на проект со актери, посебно секогаш сум наотворена и тие со мене. Значи, тука е еден процес кој што се ствара таа доверба, кај што се разговара за се најотворено и секако дека таа тогаш имаше 14 години, ни на крај на памет не би ми текнала да снимам таква сцена со 14 годишна девојка. А незиниот прв бакнеш беше всушност на филмот. Браво за неа, ама браво и за тебе за довербата која што си ја создала и за целата екипа што била со поддршка кон неа, затоа што сигурна сум дека и била потребна. Нели ние сите, да. Кога сме тинеџери, мислиме дека сме многу силни, ама дефинитивно и не е така лесно било што да направиш пред камера, а не нешто што го правиш за прв пат. Апсолутно. Многу храбро беше тоа од тизина страна што воопшто се согласија за бакна, а секако таа друга сцена што е малку поексплицитна, од старт се договоривме дека апсолутно нема да биде она. Ако одбиеше, разговаравме. прифаташе ти тоа? Како? Ако одбиеше да се бакне? Па не, тоа мораше да се бакне, затоа што кога разговаравме за сценариото, откако го прочита, беше јасно дека ќе мора да се бакне и беше согласна. Да, напред беше подготвена, имаше право да избере дали ќе прифати толкува улогата или не. Секако зборавме со низините родители и нели мора и они да се согласат на целата таа улога, бидејќи наистина беше една тешка улога за толку млада девојка. И веќе има кариера. Тоа, да. Сигурно си горда Многу за тоа што со сите, ги откри да. сите нив. Сите имаат денеска кариера во глума. Така може само да ги кажеме имињата за оние кои што нас слушаат, да можат да разгледаат и што друго работат во моментов актерките? Да, Мија Жиро, Антонија Белозелковска и Марија Јанчевска. Не ги кажав јас за да не ги утнам. Многу често знам да утнам име, затоа што многу често ми се вртат повеќе во моментот, ама навистина беа одлични и им посакувам и нив среќа во тоа што ќе го работат и што го работат. Сега скејтањето не е за девојчиња, не ни откриваш точно што е, ама дали е врзано со скејтање? Апсолутно. И повторно со неактерки ми се главните ликови. Не ти е малку ризик? Па не е интересно иначе. Да, предизвик веројатно. Предизвик, апсолутно. Па добро, сега ќе видиме кои ќе бидат следните актуелни актерки, затоа што и актери, затоа што ти имаш таква можност да ги откриваш. Да верувам дека тој нежен пристап, да речеме женски режисерски кој што го имаш ти, можеби им помага да почнат и да ги направат првите чекори баш во твоите филмови. Се надевам, ќе видиме.
често ги споредуваме македонските филмови или серии со американските, кои што се најпопуларни во светот и таа индустрија практично е најголема. Знаеш од прилика каде се движи во однос на тежина американската продукција? Па не знам точни бројки, меѓутоа сигурно многу далеко од нас или од Европа. Тоа е буквално нешто што е голямо, мега. И јас не најдов точни бројки, ама некаде меѓу 50 и 145 милиарди долари. Значи, зборуваме, Да. буџетот на нашата цела држава е 4 милиарди. Секако многу поголем е на Америка, меѓутоа таму кај нив па особено доаѓа оној приватен сектор и комерцијален сегмент. И интересно за мене беше дека женски автори и таму и тука се повеќе се на цена затоа што прават филмови кои што опфаќаат огромни публики и еве сега имавме пример со Барби, ми се чини, каде што женска режисерка и жена е копродуцент на филмот и така натаму, успева да направи најголем успех на бокс офисот. Кај нас од друга страна еве пример твојот филм, потоа Тамара има номинација за Оскар, имаме примери на македонски режисерки кои што имаат ужасно големи успеси во светски размери и на најразлични фестивали, меѓутоа и во однос на она што го гледаме во кино. Кога го земаме во предвид финансирањето на филмот и ги гледаме буџетите на агенцијата, често гледаме некој дисбаланс. Сега последната година имаше еден филм од женска режисерка кој што зема голем буџет, но тоа е исклучок од правилото. Претходните години некаде четвртина само се одделуваше за жени режисерки. Мислиш дека тоа влијае, има некоја позадина или пак ние најчесто бараме помалку за нашиот труд? Не мислам дека бараме помалку. Искрено не знам на што се должи тоа, зашто жените авторки добиваат помалку пари. Меѓутоа тоа е вистина. Апсолутно е вистина. Да, со тоа што еве се менува, гледаме дека последната година сепак има таков пример, ама се работи за еден филм, не се работи за повеќе филмови, иако имаме веќе 4-5 режисерки што си прават име за себе, сериозно име, значи затоа што првите филмови или некои од првите филмови им се веќе успешни, па се надевам многу повеќе ќе гледаме од сите. Се надевам и јас. Предса ми е многу драго што почна да се финансираат филмови направени од жени, затоа што пред околу 7-8 години тоа не беше така. Значи имавме само една режисерка, две. И сега последниве неколку години тоа се минува и наистина јас сум многу срекна со тоа и многу горда. Ама мислам дека и поретко порано се запишуваа жени на режија. Грешам? Точно. Ова не е точна бројка, ама затоа што во нашата генерација веќе почна се повеќе да запишуваат на режија и дадоа, јас не велам дека филмовите од мажи режисери не се одлични. Ние имаме номинирани за Оскар мажи режисери неколку, имаме одлични режисери кај нас кои што работат. Чисто е добро да го имаме тој баланс за да можеме да видиме најразлични филмови и женските некако се изборија, да речеме, за своето место таму, па можеби со тек на време или буџетите ќе го соодветно ќе одговорат на ова. Па искрено јас се надам. Здравје, следниот пат кога ќе те викнеме, може да го имаш тој милион за серија која што ти треба и заедно со други режисери и режисерки кои што се и ги има кај нас, меѓутоа и со професионалци кои што работат, да направите нешто кое што ќе уживаме сите да го гледаме, а и зошто да немаме една серија на Netflix, може да изгази како Squid Game, Casa de Papel. Баш би било супер. Би сакала работам на тоа. И јас исто многу би сакала и интересно ми е дека нашите, не знам колку ќе знаат оние кои што нас слушаат, ама јас како што се распрашувам или работам во одредени поврзани индустрии, продукција или што и да е маркетинг, интересно ми е дека секогаш слушам наши луѓе дека работат на најпознатите серии во Балканот. Има такви кои што работеле на холивудски продукции, значи луѓето ги имаме, уште што ни фали? Ни фали малку повеќе континуитет во работата, би рекла. Малку поголеми буџети и континуитет.
Јас би порачала и дека мора да бидеме и креативни како сето тоа ќе го финансираме, меѓутоа дефинитивно и државата мора да го даде својот дел и компаниите да размислат малку во насока на општествена одговорност преку финансирање на домашна продукција. Фала што денеска беше тука. Се надевам дека повторно ќе дојдеш кога ќе промовираме серијата, а до тогаш еве порака до сите дека има отворено барање да имаме нешто наше и повторно да се смееме како со преспав со уште една серија или пак да не се смееме, може и да плачеме, Може ама и да то имаме нешто. неколку, не мора со уште едно, со уште 5-6. Може. Фала Дина. Фала ти тебе.